Државата да им даде подеднаква шанса на јавните и приватни урбанистички предпријатија, односно фирми, ова е главното барање што во име на единиците на локална самоуправа пред пратениците го достави штипскиот градоначелник Благој Бочварски во својство на претседател на Комисијата за урбанизам при ЗЕЛС. Во државата имаме 3 такви општини со такви јавни предпријатија, тоа е општина Штип, општина Битола и општина Прилеп. И токму таму алармиравме дека мораме да се ставиме под исти критериуми со приватните фирми, правните субјекти кои што работат на изработка на урбанистичките планови. Не е добро да и не може приватната фирма да има потреба за да извади лиценца, да има потреба да има вработени 5 архитекти и инженери, а јавните установи да имаат потреба од 10 инженери. Од друга страна, помалите урбани општини немаат доволно инженери, па бараат за нив, кога во прашање урбаното планирање да важат исти критериуми како и за руралните. Помалите градови исто така побараа, општина Берово, општина Пекчево, тоа се дел од источниот регион, Македонска Каменица, кои што бараат да бидат со помали критериуми нивните комисии за урбанизам со 3 члена, и тоа верувам дека ќе биде прифатено поради неможноста тие да најдат 5 инженери архитекти со овластување кои што ќе работат на таа проблематика. Законот за урбанистичко планирање е исклучително значаен за општините, зашто од соодветното планирање зависи нивниот иден развој. Да се донесат урбанистички планови за села, затоа што тоа е единствен начин да имаме иден развој. Луѓето сакаат да се враќаат во селата, сакаат тоа да биде законски. Како и колку од забелешките на градоначалниците ќе бидат вметнати во новиот закон за урбанистичко планирање, доправа ќе се знае. Во меѓувреме, дел од законските измени веќе им одат во прилог на општините. Новото законско решение предвидува поедноставување на постапките за донесување на детални урбанистички планови, а сите геодетски елаборати за тоа наместо општините во иднина ќе ги плаќа државата.